тема имаме наредни 2 минути во Македонија наутро, ништо што е традиционално веќе чинам 24 години под покровителство на австриската амбасада во организација на Сдруженијето за културна соработка Јохан Штраус. 10 мај е резервиран за новото издание на Виенскиот бал. Токму на оваа тема разговараме со Владко Павлевски, долгогодишен пријател и на утринската програма. Така. Добро утро, Владко, и добре ни дојдовте. Добро утро, поздрав до гледачите на Македонија. Ситно броиме уште некои 4 дена до најавангардната музичка манифестација, културна музичка манифестација Виенскиот бал. Па ја имам програмата, можам да забележам што ќе се случува и е богата. Ајде сега да почнеме со тоа до каде се подготовките за истава. Сега сме во фотофиниш веќе. Да, добре. Привршуваат сите акции, да. Добро оди се. Се надевам дека ќе се покажеме во вистинско светло и оваа година со новитети. Секако има еден, да кажам, вообичаен традиционален дел кој што секоја година се случува, тоа е свеченото отварање, меѓутоа после програмскиот дел, воопшто забавата, уживањето, нели ќе биде во една динамика која што е секогаш поразлична од минатите години, за да не држи во фокус сите. Така да. Ајде да ја продискутираме истата. 24 години во знак на традиционалното пријателство помеѓу Скопје и Виена. Секоја година програмата побогата, оваа година многу интересна. Па ајде да ги воведеме. Да, значи како што кажав, прво е свеченото отварање, тоа е традиционалниот дел, каде што екипата, формацијската екипа од Примаданца настапува со полонеза и Радецки марш. Кога таа приказна ќе заврши, нели се повлекуваат исто така со полонеза. Во рамките на тоа свечено отварање има и настап на македонската опера и балет со Виенска крв. Следат 2 блока од Јохан Штраус, или тоа што е она што е главното обележје на балот е музиката на Јохан Штраус. Приказната е дека тој е зачетник на валцерот и треба таа културна страна да ја негуваме баш во момент кога практикуваме бал. Значи, она што од Австрија го носиме е таа емотивна состојба која што треба да ја прикажеме на танцовиот подиум и да танцуваме на виенски валцер. Во рамките на програмата настапува Калиопи со свој блок. Имаме гости од Италија, танцова двојка, која што ќе настапи со стандард танци шоу програма, која што ќе биде едно 7-8 минути, ќе биде празник за очи да се гледа. Момчето е од Италија, девојката е од Естонија, тие се иначе двојка која што и во рамките на системот за надпреварување за танц ја репрезентираат Македонија. Тие се регистрирани кај нас, така да имаме една убава спојка, презентација на нешто што е дел е и наше. Исто така ќе има гостување на танцовиот клуб Луна Чачак од Србија, каде што ќе настапат со формацијска латино точка, па ќе танцуваат сплет од латиноамерикански танци. И после следува исто така блокот од оркестарот Јохан Штраус со повторно ноти на Штраус и на крајот ќе има да кажам музичко забавен дел кој што ќе бидат свингерси бенд и неколку пејачи кои што ќе направат една општа забава, да кажам, журка, каде што луѓето ќе се забавуваат до раните утрински часови. Оно што е вредно да споминеме е дека 7 година поред Виенскиот бал е на светската мапа на виенски балови, што потврдува и кажува многу во однос на квалитетот на подготовката на истиот и реализацијата секако. Значи, поентата е во тоа дека, многу е важен моментот континуитет. Еве 24 години поред ќе беше 25-та, веројатно да немаше ковидот. Да, тоа малку поремети, меѓутоа добро, нели? Приказната е дека традицијата мора да ја продолжиме да опстане. Она што е најважното е тоа дека ова е некоја мини варијанта на балот во операта во Виена. Значи, колку е традицијата тамо, јасно ни е на сите. Виена е колевка на балот и танцот и музиката воопшто. И, значи, тој континуитет е забележан и меѓународно на ваков начин. Најдени сме на мапата на градови кои што организираат вакви манифестации и тоа не е едноставно и така лесно да се дојде на таков начин на тоа место. Што сакам со тоа да кажам? Дека не е многу чест случај да има во други градови ваква приказна. Приказната е прилично сложена во организацијска смисла и треба да прикаже нешто што е не секојдневно. Значи, вие кога ќе влезете тамо, треба да влезете во духот на Виена и балот.
да сте таму. Значи целиот мозаик кога ќе го склопите, нели, ќе видите дека како да сте надвор некаде, нели? Не сте кај нас, не сте во Македонија. Но поентата е да, ние сме тука и носиме австријска култура која што треба да ја прикажеме на луѓето и да ја негуваме. Тоа е моментот на соработка со помеѓу Македонија и Австрија во една ваква приказна. Сите ситуации кои што кога ќе ги влезете таму и кога ќе ги видите, ќе сватите дека традицијата е поставена почнувајќи од луѓето кои што доаѓаат таму во смисла на стајлингот, кодот на однесување, на облекување и однесување, па се до најтешките ситуации на програмско ниво, каде што бара многу подготовка, многу работа да се постигне еден добар перформанс и да се прикаже на еден таков настан. Секоја година Виенскиот бал има хуманитарна нишка и оваа година се разбира во духот на традицијата останувате и на ова. Ќе се собираат средства кои што годинава ќе бидат наменети секако за семејствата на повредените и настраданите. Така е во Кочани, да. Така е значи проектот се нарекува хуманитарен Виенски бал, веќе ја не знам, неколку години е со хуманитарна нишка и тоа значи дека помагаме. Значи, на свој начин, она што ние го знаеме да го направиме, како знаеме да организираме ситуација, како знаеме да прикажеме нешто или слично, во духот на она што ние сме, да кажам, подготвени да го направиме тоа, е наш придонес кон општествените потреби, да кажам, ете, оваа година имаме еден, за жал, таков тригер, каде што средствата ќе одат во Кочани, бидејќи навистина е жално што се случи таму во Кочани и да, средствата ќе идат таму. За жал е поентата зошто воопшто нели се случи такво нешто за да вака одат средствата на тој начин. Но добро да покажеме уште еднаш дека и покажавме изминатиот период дека на тема хуманост никогаш како народ нема, така е, тоа е клучниот момент и секој на свој начин, со свој допринос да даде уметноста најубаво преку уметноста ќе ја прикаже приказната така и ќе на некој начин ќе се соживи со тагата на оние кои што навистина ги загубија своите најмили. Споменавте дека сложена е организацијата на настан како Виенскиот бал и дека се мора да е под конец. Тоа се очекува од сите кои што учествуваат во организацијата, но претпоставувам тоа се очекува и од сите кои што ќе дојдат на Виенскиот бал. Се однесуваме ли, дали знаеме како треба на вакви настани, примитме ли нешто од таа австријска култура, барем на неколку часови? Учиме. Значи морам вака да се изразам. Да, се гледа дека има тука голема динамика. Има големи отстапувања од она што беше на почетоците па денеска. Значи веројатно денеска кога ќе влезете на овој настан, ќе видите многу подруга слика во однос на оние моменти кога беше на почетокот, уште да кажам првите години. Што значи тоа? Па луѓето веројатно созреваат, учат и на ваков начин. Поентата е во тоа дека треба да знаете да се однесувате, да знаете да се облекувате во таква прилика. Јас секогаш велам, не се облекувате за да бидете видени, него појдете на балот за да видите. Поентата е во тоа да ја доживеете и видите таа слика од Виена која што ние пренесуваме во хотелот Александар Палас таа вечер. Поентата е во тоа да знаете и да танцувате, да излезете на подиум, да на музика од оригинален жив оркестар на Јохан Штраус, кој што и се нарекува Јохан Штраус, и на нотите на Јохан Штраус да знаете да оттанцувате нешто на танцовиот подиум. И да се забавувате, да знаете како да се однесувате, што да зборувате, како да поканите некој за танц, како вас да ве поканат и слично. Значи, еден начин на однесување кој што е невообичаен, меѓутоа кој што длабоко веќе влегува кај нас заради тоа што оваа презентација трае 24 години веќе. Сега следно прашање што ќе го поставам, веројатно Ване да беше тука до мене, ќе превртеше со очите, ќе речеше аман мораше да го поставиш. Сахер тортата е неизбежен момент од целото доживување. Да, така. Нели кој пробал знае. Така и кога ќе се постави на шведската маса, јас нема за 5 минути. Но тоа е тоа, да, значи нема ваков настан без захер торта. Значи тоа е едно од главните обележја на Виена воопшто, па така да се наоѓа на шведската маса и во хотелот Александар Палас, да. Има богата. Значи
трпеза, да кажам, поставена на шведска маса која што е околу сите маси таму во хотелот Александар Палас. Но во моментот клучниот. Да, значи тоа е значи во менито има се, навистина, многу е богато. Тоа се влегува во рамките на приказната која што луѓето преку билетите ја добиваат. Кога сме кај билетите, чии средства или парични се одвојуваат за хуманитарните цели, морам да прашам дали има се уште билети? Не. Нема. Многу одамна нема. Да. Мислам дека има можеби месец и половина како е све продадено. Добро, тоа говори во прилог на тоа дека воспоставуваме една традиција која што и нашите граѓани сакаат да негуваат и им годи, па и во ова стресно секојдневие кое што го живееме секојдневно, еден ваков момент секако е добре да. Да, значи недостасува и потреба е. Значи реална е потреба оваа приказна. Секогаш можеме да излеземе, можеме да одиме на журка, можеме да отидеме на кафе, да се напиеме или слично. Тоа секој ден може да го правиме. Ова не можете секој ден да го доживеете. Тоа е она што е привлечното тука, а е на специфичен начин затоа што е директна презентација на австриската култура. И нас не става во еден филм друг кој што треба да го живеете таа вечер, бидејќи тоа се неколку сати приказна, почнувајќи од 7:30 кога ќе се собираат во фоајето преку фотографирање, не знам, таму има шампанско и слично, па кога ќе влезат во салата, целата таа програма, танцувањето до крајот е стварно долга вечер. И не можеме да ни прашам како вие го доживувате моментот, како момент на стрес или момент на уживање, имајќи предвид колкав товар на плики имате во организацијата? Има се, реално, стварно, да стресна е приказната, да се направи, меѓутоа е уживање. Тука нема дискусија. Оваа година имаме новитет. Значи во формацијата која што ќе настапи на свеченото отварање имаме најголем процент има студенти. Браво. Значи, се ваши студенти? Не само од факултетот за физичко образование, спорт и здравје, туку генерално студенти од факултетите на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Во контекст на онаа тема која што имавте претходно. Младите. Да, младите. Тука е приказната Виена. Преку младите ја изразува состојба и убаво е што тие ќе дојдат, што нив ќе ги видите на подиумот, што тие ќе танцуваат. Многу се вака како што ја се чувствувам нивната емотивна страна во однос на ова, навистина се децата многу задоволни, сакаат, учат како сунгер се, значи се е супер и тече многу побрзо него ли минатите години кога имавме други состојби, формација од, да кажам, различни структури, возрасти и слично, а сега некако ни е тоа многу полесно да го изведеме затоа што имаме млад кадар и Јас ке посакам убав помен на Виенскиот бал и последното прашање во контекст на оној што го работите меѓу другото како професор, па ќе ги ставиме и младите во контекстот. Знаеме долги години дека танцовата сцена без вас тешко дека ќе функционира низ годиниве. Има ли иднина со младите? Има ли интерес од младите кога веќе сме кај нив? Има. Еве, овие проекти се тие кои што влечат, кои што даваат слика. Значи, ние сме тие кои што преку вакви ситуации мора да вршиме и директна промоција. Така. Значи, танцот од една страна рекреативно, од друга страна спортски. Вие знаете дека ние сме и во функција на Танцовата спортска федерација на Македонија, ете, јас сум ви председател кој што веќе неколку години и значи поентата е во тоа да тој спорт го промовираме на многу полиња. Каде во Танцовата спортска федерација, еве на факултетот ние го држиме предметот. Значи, нешто што во различни ситуации ќе добијат младите информации од, да кажам, ист карактер, а меѓутоа на различни начини. Еве го балот, не знам, нашите проекти со надпреварите и така натаму. Сето тоа е присутно на пазарот овдека и младите гледаат дека тоа е еден целокупен систем кој што на крајот треба да ги привлече и да се занимаваат со една стварно прекрасна работа, тоа е танцувањето. Владко, ви благодарам многу за гостувањето во Македонија на утрак. Имаме убави поводи во периодот кој што следува, па ќе се гледаме и овде. Благодарам многу за поканата.